треба. Многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева. Секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Ей! Либеро бе! Браво, леле. Па шо би правил ја без вас, бе, човече? По старите викаат ми чувате грб. Убаво е некој човек кој ти чува грб, нели? Поготово ваков маш разбацан, види го, леле. Не сум сам, гледаш цела армија сме. Не, па ти некако вака си тука најразбацан. Дали е многу интересно, дали го фати ти ова? Дали го фати ова што ми се многу добаѓа? Битлси. Па дајте аплауз за Либеро бе, ти Битлси! Македонија, добро вечер. Вие сте на една многу убава телевизија, на Алфа телевизија. Останете на Алфа, бидејќи дефинитивно има што да ви презентирам и ова вечер. Бидејќи што току започна вечер по 8 со Миро Кацаров. Вашето омилено ТВ шоу кое што веќе неколку месеци зрачи со енергија, со музика, со добра забава, со добра смеа, со игра, со предизвици, со муабети кои што дефинитивно го релаксираат мозокот, со муабети кои што ве оставаат да бидете опуштени на вашиот тросет, двосет фотелја и повеќе да барате. Но ние сме само 60 минути. Затоа задржете се, бидејќи почнуваме веднаш. Дами и господа, на моја огромна чест и задоволство го поканив и од прва ја прифати поканата. И јас многу пати знам да кажам и кажувам дека уште многу малку вакви личности не останаа на македонската естрада. Затоа треба да ги почитуваме, треба да ги негуваме, затоа што се вистински легенди. И луѓе кои што пеат на македонски, ги пеат најголемите македонски песни и бога ми ги имаат најголемите македонски хитови досега. Затоа, во вечер по 8 со Миро Кацаров го поканувам легендата на македонската музика или Наум Петревски. И заслужуваш легендо. Кога те поканив, беше за нова година, не беше овде. И си реков, да, во Струга. Во Струга. И си реков уште еднаш кога ќе си пробам, затоа што знаеш дека ми е чест и задоволство и приватно да се дружиме кај нашиот пријател Новица во кафана Ив. Апсолутно. Некако не можеме да се најдеме риба, треба да даш риба. Уште од лани требаше риба да частиш. Ќе упојдеме да најдеш. Да, малку да се одмориме малце, ќе убодиме, да. А имаш убава риба? Белвица имаше. Белвица? Толи ни обекеше мене Новица, Белвица. Па има Новица има донесено Белвица. Он само на тебе ти ја кажува таа риба дека има. Не озбилно. Он цело време со Номчо треба да седнеме со Номчо. Добро, јас бев посредник. Да, посредник. Да знаеш дека ќе седнеме кафана наредниот период. Обавезно. Друштво на Наум Петревски ќе му прави една дама која што е вистинска и дефинитивно девојка која што треба да работи на македонските телевизии. Го води еден од најстарите, најпопуларните, најгледаните естрадни магазини, ако не единствено Македонија Бекстејдж. Станува збор за дама која што порано се занимавала со манекенство, сега работи како модел, како фотограф, работи и како водител, но дефинитивно најголемата улога е мајка. Верица Донев Божиновска! Пошто ве гледам и случајно менјам програми и те фаќам на бекстејдж, тоа е го загледувам бекстејдж. Колку ти сака таа камера, Верица? Мислиш така? Јас па секогаш се чувствувам како позади камера сум подобра. Јас се чувствувам дека мене камера воопшто не ме сака.
И ја најчесто дома емисиите не си ги гледам, туку моите ги гледат, бога ми. Ке те издадам за време во емисија што ми правиш кога сликаме нема гајлето. Така, ти текнувам. Не. Кажи, Има не различно, се еве, свигам, јас на пример, Па и ти беше на сликањето. Кој викав дека сум најгрд. Највише плачеш од сите, веројатно. да, Озбилно тоа да, много. и малку се лутам, не сум модел, сум била 2012 година, сум мој 12 години. Не сум, добра сум и јас на телевизија само ако зборувам нешто, ако треба да се сликам да стојам, не. Чекам, зошто нели си фотомодел? Па да, си инфлуенсер и рекламираш. Контент креатор повеќе се декларирам јас како контент креатор, може да се нарачам и фотограф, да, може да се нарачам дури видеограф на моменти. Таа е од се помалце. Така, ако земам да раскажам што се сум пострка, тоа сега се зезав, сивам баш. Се има. Скромна. Сестра. Гледаш колку е скромна, колку работи кажа. Ја па скромна е. Кога си работи. кажа што е Верица е од струја. поколение на Струја. поколение што е. Верица Донев остана на телевизија бидејќи многу малце ни остана убави жени, затоа ти си една од нив. И човекот кој што долги години е една од најпрепознатливите хумористични серии и емисии со македонска продукција во Македонија, многу малку останаа за жал. Но тој дефинитивно со години веќе владее на телевизиските екрани, стендап комичар, лик од популарната емисија Зезекманија, Игор Стојанов Баркли! Нино Кецаров, то! Ама добро, И тајкун. Добро. И вакво и руски магнат нафтен. Како иде со нафтата? Многу добро, сега малце има некои проблеми, Има ама ти ги рестрикции, средиме, да, ги па средиме. штрекуваат камионџиите. Да. Не може да поминат многу пат у Европска унија сакаат 3-6 месеци. Добро. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Наум Петрески има една многу убава песна, што кога седам кај нашиот пријател по Второновица и на многу убави места која главам народно кажано, еви моите гости, еви Либеро бенд, знаеме да ја запееме. Тоа е песната која што дефинитивно ја сакат и млади и стари. Е сега ти малце ќе слушаш, а ние ќе ја пееме. Либеро бенд тоа најдобро го прават. Фала Богу, ја мало да уживам. Тоа најдобро го прави нашиот бенд Либеро бенд. Една од најубавите песни на Наум Петрески е Милица. Така да буквално главенка, тоест главење не ми поминува ни знак. Значи, најавам се од истиот композитор, Добро? во фаза на снимање ми е тамбурашки проект за Еј, браво. 5-16 песни. Со тамбураши, така? Со Еј, тамбураши, чиста акустика музика, значи нема дигитално ништо. А ова се вика Бела Анџо. За понатака. Браво! Дајте еден аплауз за Бела Анџо! А сега слушаме Милица од Либеро бенд. Деца бевме, не знаев што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, ома стана убава, а јас рака не ти побарам. Деца бевме, не знаев што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побарав. Не ме чекај, милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, каква среќа имавме, еден без друг да остариме. Не ме
ne si za mene, kakva sreća imav me, jedan bez drug da ostari me. Zaprev vremето, da go sluša v srceto, da li ke te ima v moja milice. Ti od cvetna gradina, lična kosa mojila, bela raka da ti podara. Da go zaprev vremeto, da go sluša v srceto, da li ke te ima v moja milice. Ti od cveta gradina, lična kosa mojila, bela raka da ti povara. Čekaj milice, jedna staviv otrov na srce. Mislev ne si za mene, kakva sreća imav me, jedan bez drug da ostari me. Čekaj milice, jedna staviv otrov na srce. Mislev ne si za mene, kakva sreća imav me, jedan bez drug da ostari me. Mislev ne si za mene, kakva sreća imav me, jedan bez drug da ostari me. Jedan bez drug da ostari me. Za maestro specijalno. Браво, Либеро, браво, браво, браво. Браво, браво. Наум, како е да се слуша твоја песна? Отпеана од диван, одсвирена од Либеро бенд, кој што дефинитивно ја донесува на еден начин кој што е специфичен. Многу полесно него јас да ја пев. Добро, и некако многу пати си го поставив тоа прашање со ја песна. Наум, колку е тешко да се направи ваков хит? Колку е тешко да се испее ваква песна? Години, видиш, од кога е направена песна? Кога е направена? Помина 9 години, па А сега и дојде време. доживеа ренесанса. Да. Оди Звездо, па Птицо Бела, исто по 5-6 години. Им требаше. Македонија е малку, знаеш, слаба со вакви шоу емисии. И за промоција За треба... промоција. Така, нормално. Иначе Наум, кај ќе ја промовираш све турски серии, ова, она. Да, така е. Но мислиш дека е некој непишано правило на ваквите песни кои веќе прераснуваат и во македонски евергрини да и доаѓа времето покасно? Дали е тоа само во Македонија или го има и во другите земји? Па и во другите земји го има, како не? Многу хитови се постанати отпуснати. Така. Меѓутоа, во грото таа индустрија што имат во другите држави не дават да закаснат многу. Има многу широк аудиториум. Многу широк. Кажав и преска. Гледаш некој нов Наум Петревски? Се јавуваат некои нови деца, Наум, Миле, Гоце, што ќе ги заменат? Некои деца што ќе бидат популарни? Имаме квалитетни дечиња. Ја ева Ма и популарни да бидат како вас, не само квалитетни. на во музичка школа. И баш тоа го учи етно музика, кореографии, игри, танци, така. Има, јас што сум заприметил од тие деца со кои што се дружи и што учат исто. Добре. Имаме добри квалитетни дечки. Ја мислам дека
ќе имаме наследници. Има така, тоа ми се допаѓа. Одговорот ми се Да допаѓа. бев јас држава, до се ќе направев и некоја така школа за кај што ќе бидат, значи, профи пејачи што може да ги научат децата што треба да отпеат, а не слушајте ова, слушајте ова. Да. Во слушање, да, меѓутоа да им покажеш визуелно како треба, тоа Така е, треба знаење. А правило еден, Наум одговара како човек, не како пеач, кога песната ќе заврши. Што останува од Наум Петриски? Што прави Наум Петриски? Кој е Наум Петриски? Најнормалниот. Кога песната ќе заврши, остануваме со музичарите обавезно. Така. На крај, тоа е. Еве сега петокот бев прилеп, например, се вратив дома во Трипол. Истиот или другиот ден? Дајте рамо! Истата вечер, истата. А јас сум имал таа чест да се дружам и со Наум е вистински боен. И тоа луѓето го знаат и еве во ова пригода да го споменем, и еден од добрите пријатели Наум Петриски беше Андрече од ДНК. Многу пати знаеа да седнат и одна да си заглават по 5-16 сати. И затоа така ми намигна со око дека Наум е човек кој што сака луѓе, сака да седне у кафана, сака да запе, сака да разговара и буквално во Јас сум седел со Боро Боемчина. со пријатели и со вака Познаници. неврзано и во кооперација и во гранапче со друштва да Да, станеме. покажува тоа дека знаеш И да почестам, доста нема да ме познат од риболов кој ќе се враќа на пример со капчиња, ночари, она тренерки. Ќе и почестам Значи луѓето не е глумење, не глумиш лудило, народно Ма кажа. как и да е најнормално. Да. И Верица, со Андречот баш така. Да. Знаев да си останеме во продавница, си земаме пивце. многу беше и он скромен. А Душа шампион. златна, да. Штета голема, да. Денеска мислам дека и роден ден му беше. Да, Така 44. Затоа да. и го спомнавме на убав ден. Верица, дали ги знаеш сите туги приказни од бекстејдж? Бидејќи водиш бекстејдж? Дали вистина ги знаеме тугите приказни е моето прашање? Да. Или знаеме тоа што луѓето сакаат да ни го кажат? Браво. И колку си па што мислиш дека луѓето кажуваат пред објективот на бег? Тоа што сакаме ние да го слушнеме или тоа што они сакаат да го Тоа што кажат? ќе ги прашаме. Ја ги прашам тоа што би сакала јас да слушнам и што мислам дека би им било интересно на гледачите. И ни е мило како медиум ете, што кажува и Наум, исто да ги поддржиме кога прават нешто свое, нешто ново, посебно што има доста добри, да кажам, не се само изведувачи, него можам да ги нарачам слободно и артисти, кои што и текстописци. И знаат веќе младиве деца и аранжман сами да си направат, што е многу Добро, пак напред. изборуваме со Наум, дебатираме, ама луѓе треба да има X фактор бе тоа дете. Значи оно ќе знае да пее, но треба да изгледа Што убаво. е X Треба да фактор, ему? Не, треба да ја сака сцената. Немој сега Верица Не, така. треба сцената да го сакам. Мислам дека тука е проблемот. Ја многу сакам да пеам. Ама не ти е убаво да ме слушаш, ме разбираш? Треба луѓето сакаат да ги слушаат. Тоа е. Барки, што мислиш, тебе сцената сака ли? Па, она не може да ме сака мене колку што ја не можам да ја сакам, така да. Зборевме дека твојот прв настап у Белград бил? Да. За стендап? Да. И како луѓето те прифатија? Значи, Абе, ја бев упорпан таму, викам, леле, сега тука Ај, и тоа на српски на замисля. српски, да. И А ти како многу врло добро. добро причаш српском јазиком или како? Извињава се. Пардон. Имам проблем со собом. Еј, тоа е многу јако, тоа го знаете кој го има направено, нели? Не. Како бившиот премиер вика дека го има направено, да. Па добро. Има проблем со собом. Дај сега не знам дали е за Има банци. повеќе верзија. Повеќе од кој едната верзија јас знам и таа за Не, бившиот. кога многу се трудам, добро зборувам српски и не ја обрукав Македонија на настапот во Белград, морам да се пофалам, многу добро поминав, се скина од смеење, сите полно ми беше срцето. Знаеш некој она шала да си кажат за себе на стендап? Па, сите шали се за мене на Да, стендап. на пример, која што? Например, еве, ај сега прва ми доаѓа на памет, јас сум Игор Стојанов Баркли и сум пораснат во мултиетничка средина и никој никад ме нема навредено по етничка основа, сите ме викаат дебел.
Абе, многу јако, цел живот дебел. Па како да ме пикаат, бе, брат? Ама нели слабе се? Некој ми доаѓа на подкаст и ми викам шо прееш, вика ништо. Јадев, шо јадеш плескавица? Нели си на диета, бре, То човек? може без леп и без кајмак, Па што да. не е толку лошо. Ма не дават мелено месо у диета, тоа не е шала настан, не се. Па Така бе, да. така, Ама така. зошто ти текнам да ти јадеш плескавица? Па и јас сум човек, бе. А ти Ја сакаш душа имам, бе. Ананас диета, јаде се освен ананас, има Да. многу такви. Нинџа јаде кога не го гледаат и тана и тана. Има многу такви Чекај, диети. плавуша сум верите, чекај малце нинџа. Чекај, Јас сум нинџа малце- на вечер кога ќе ми се пријаде, у 3 сата ко Pink Panther. Тум, тадум, Тоа е Миро на диета, се само Влагам не да не знаеш дека разбудам си. едно бебе, друга жена, да не е у циклус. Ау! И си јадам утре и викам Ете, Миро човек гледаш? се, значи цел ден не Знаеш јадеш. што е јадам Ама ако разликата? никој не те знае Миро на диета си, бе ништо не Да. сум јадел. Кога сум на диета, кога јадам, гледам лево десно кога да поминувам пешачки, разбираш? Наум, знаеш така да станеш на вечер да бркаш по фрижидерот. Јас така ослаб. Не, сериозно. Знаеш да бркаш по фрижидерот? Еш. Кога бев во најкрупната форма, се сликав и се ставив на фрижидерот, сликаш трак. Не. И станеш по инерција 3,5-4 саба и гледаш сликава. И си одиш, си полниш вода, пиеш и чао. Да. И, И си викаш, не се враќам поќе на 120 Треба ја да го кила. направам исто. Што слика од наум да ставиш? Кога сме веќе кај Наум и сликата на Наум. А на социјалните медиуми се зборува дека вежбаш, дека е здрав живот, точно? Па да, прво почнав со ја. Ама и ти ли ко Баркли вежбаш со Тоа се вика плескавица? психотерапија, слика своја да си гледаш. После почнеш со вежбање. Не, И озбилно. сега уште да се направам Тарзан. А внимаваш да на храна или не? Па не толку. Не толку. Ама веќе не ти дава ти самиот начин на живот, не ти дава и многу да се сношти, засношти, сиве денот сум на роден ден и нешто вечеранки од меса веќе преку нос. Да, од ова, знам. преку- Наум, Гледам нешто почне на супи да поминам и такви работи. Наум, тешко е тоа. Еве, тебе те луѓето сакаат ќе влезеш на некоја свадба, на некој сите околу тлеле. Ја па Наум, никој- Ја па никој па не јадам на свадби на така, боже, саш. не јадеш, ама не, лошо е сега они ти прават муаве, ти шляпаш. Ама не, ја не јадам и општо, после што ќе касам до 7-8, после ништо. Мо не се зафрка, он ја мисля да се зафркава, не, стварно не. Да, да, да. Ја 25 кила ослаб. И Баркли, ама у слухото не ослабна. Да. Шала на страна, 20 дијам симнато, уште 20 и ќе правиме муафа. Па, тама, Верица, кој ја така момент почнав, најмногу прво те 15, оформува да, личност? ова е. ме Може да интересира. кажам и јас дека после времена си јас 25 кила симна, ко Браво, збориве веќе браво. за килажа се пофала. Тоа е за почитување, треба Да. многу. Ништо не јаде. Се Дисциплина. сликавме кај него, извини, Наум те прекинав, сликавме фотосесија. Вика, не сум јадена ништо по цел ден. Не се секира и сега сум гладна дојдена. Така, гладува човек. Па гладуваш. Не намерно, значи од Сабајле, други се обврски тета и прво ќе одговорам на прашањето, па ќе се надоврзам што е сето тоа што го носи мајчинството, што ме оформи нормално мајчинството, не можам ни да кажам ништо друго. Како ме оформи, ми направи да разберам дека никој ништо не е битен, освен ти и твоето дете и нормално сопругот со кој што си партнерот. Зошто? Бидејќи, нели, знаеш и ти како ете, те успорува. Значи, сета таа нервоза што си ја мислел дека си да ја имаш, дека бе, ја се уште битни сум некои нервозен. работи. А види, нервозен си, Шалам ама се, со други шалам се. нервози си. Да, така, да, И те апсолутно. успорува, ти прават да не се брзаш во се, значи едноставно почнуваш да уживаш во животот на нова димензија, ти се отвора што не И си сега ја знаел. мајките ќе те гледат и ќе ти постават тоа прашање, кој Што? дел од себе најмногу се сменило со текот на времето, на пример, после кој дел ти се сменил? Леле, многу работи. Што сум била пред Карло, поима немам. Како ти кажам. Едноставно, можеби на почеток имав, не беше онака што се ми се сменило, сега веќе не ни знам. Едноставно сум таа нова личност и тоа е тоа што ми се сменило. Не знам. Јас сум се сменила целата. Ако ме знаеш пред дете, не ме познаваш, ете така ќе кажеш. Добро. Наум, дали славата направи посилен човек или само попознат? Која? Славата. О, ја не ни осетив дека сум славен уствари. Така живеам цел живот. Обично, многу. Едноставен си, Се да. дружам со Да, сите мои да. другари и најстари. Не, озбилно, ја тоа знам дека си едноставен и тоа е многу добро. Не- А не кој сум- дел од себе најмногу си го жртвувал за кариера? Например, глас, сон, Гарлото се разбира. Грлото?
Дури имав и операции, 300 чуда и така. Ние што работаме со физички инструменти, кај нас е најопасно затоа што најпоќе страдат. Има многу случаеви, например, што колеги мои што се починати од тоа. Јас имав среќа професор Ѓорѓи Рошанес да ми биде пријател, па да ме прегледат и да ми закажи обична мала интервенција, што требаше да заврши за 20 минути, а заврши за сат и 20 минути. Знаев дека нешто после одма не е. Да. Ама дојде насмејан и ми соопшти дека нашол ќелија што не е добра. Ја отстранил, ја пуштил. Во меѓувреме тој дур се разбудив, јас све направив. Професионален човек нема. Добро. Ова слушай се реченица што никош не си ја кажал, но мора да ја кажеш сега, не да ја пееш, например. Најмногу ме болеше кога? Ми ја ваде осмитата. Добро. Луѓето мислат дека сум силен, ама јас Сум дебел. Не се викам мек во душата. Ама мек во душата, да. Дебел, ама мек во душата. Добро, да можев нешто да вратам назад, тоа би било? Пари. Чекај, јас сега сватив плавуша сум. Ме фати неспремен. Чекај, што дужен ли си? А? Дужен ли си? Не бе. Неговите пари потрошените да, ја тоа така разбрав. Потрошените пари. Потрошените пари. Не бе, ја мислам врати. да нешто да вратам назад парите на тој што ги земал. Двосмислено е ова. Иди кај мене кај Или парите што сум ги потрошил. И што си ги земал, може да и си ги вратил. Добро бе. А парите се само средства. Кога ќе се на пример изгасли, еве, работиш што се уплаши човече, вика што ќе постави прашање на кога ќе се изгаси светлото кај тебе во студио, кога изгаси светлото во Бехте, че овде си кај мене на гости. Стигнува аплаузот. Карло не плака. Добро. Тешко, добро. Силна жена си или знаеш да се повлечеш у ситуација и да си кажеш некои работи кои што сама на себе знае да си каже секој човек? Много е суштинско прашање. Сега ми дојде. Многу луѓе, не знам, околу мене цел време викаат многу си силна, многу си силна, многу си храбра. Јас за себе да, имам многу, нели, тешко е како мене да функционираш, тешко е да си жена која што сум и воедно и домакинка, нормално што секоја жена што е во брак има дете, сакала некела мора да биде на некој начин домакинка, мора детево да го нараниш, да го испереш, нели? Ја мислев дома батлер имаш. Нема, Миро, нема. Ја викам толку многу работа, толку Нема. многу пари, некој ти се шета Да. вака дома. Замисли како ми било Кој мене пари? со 4. Да. Машала, На почеток сум не викам нема. Детска градинка требаше да се отвори. Може, добре. Машала, доста И Да не вложуваме во друго. Да. тука да се дома. Да. Најсигурно. Да. И со работа и со се, кога ќе така ќе сумираш, може се наречам силна жена пред народ. Дома нормално не сум, ретко плачам, тоа ќе кажам, ретко плачам, иако сум и рак во хороскоп и се, не знам дали Ти тоа си како значи. мене, јас сум рак. Ретко, да, треба е нешто. Мараковите не знам. викаат дека се плачливи луѓе. Плачковци. Кој вика тоа, така се збори. Така пишува Рак со хороскопот. шкорпија, ете, шкорпијата ми делува може. Самодоверба знаеш некош да изгубиш? Многу често, тоа сакав да кажам. Јас уствари сум позади камера многу поопуштена, многу поведра личност, многу позабавна личност него ли што сум на камера. Тоа е таа самодовербата што со тек на години се гради, со тек на искуство и се. Многу сум млада, сум до некој ниво стигната. Колку години си, Верица? 25. Уште многу леп треба да јадам за да стигнам до нивото кај што сакам јас да бидам. 26 барки. Колку си? Сега ќе пунам 29 на 14 февруари. Не, па добар си, шо, ја и Добро, на 8 да. генерација тука некаде сме. Наум, колку ги... Колку? Јас сум ора филмот Старецот и морето. А шумот за килажа се зборевме, ја не знам што. Уште малку пензија, толку. Машала, па човек не ти се познава, од сега сериозно. 59 во 60 веќе влегувам. 7 декември го чекам. Вежба.
Не Да бе, заокружам чекай, 60. Најди му една Да, брчка да, на знам, човекот. знам, Најди му знам. една брчка. Абе има како Абе, не сам- сам ме помина Боемски живот, А Миро. идиш и на не помина со она. А одиш на такви, не одиш на такви работи. На што? На такви да се Мене два имена тера да ме шпинкат. Мислам само малце. Добро. Која песна Пудричка. никогаш не ја испеа затоа што била премногу лична? Има некоја песна таква што не си пеал, била премногу лична. Ти има Нема така. Нема таква песна. Мада дел од животот се сите, ама кака во проформа. Имаш одбиено песни? О, имам преку 12.000 може одбиено. Имаш одбиено дуети? Текстови. Текстови, да, Па и дуети имаш дуети, да. одбиено. Едно време викам, а дует песна многу тешко поминува, затоа што ако сум јас слободен, колешката или колегата не е слободен или и затоа тешко се поставува дуетска песна. И тешко да успее. Да се враќаме нас во вечер по 8, знаеш кој сум. И мојата, вечер. и мојата пријателка, мојата колешка. Марта од Макс Models, модна агенција. Дајте аплауз. Да, почни со дана. Кој тип на гости те плашат повеќе? Затворените или нарцисоидните? Нарцисоидните. Фер. Кој е најучтивиот начин да му кажеш на некој гостин дека бил здодевен? Со добар водител нема здодевен гост. Да? Со добар водител нема лош гостин. Здодевен. А, здодевен гостин. Да, па нели тој за здодевен, дека бил здодевен. Да, прашај мене дали нема здодевни гости да се. Значи, како што кажав, за добар водител нема да чеше здодевен Баркли гост. каже не да чеше. За добар водител рече. Да. Па ја добрите се здавам да. Секој со знам. своето. Да. Дали некогаш си интервјуирала некого и си мислела ова нема да го спасиме ни со монтажа и доколку сакаш може да ни дадеш некој пример, име или асоцијација? Да, се случило, нема да дадам пример ни име, едноставно не отиде интервјуто и тој тоа. Кој е построг критичар, сопругот или публиката? Гордан не е критичар воопшто. Гордан е најголема моја поддршка. Публиката нормално и треба да има критики да се подобруваме, нели? Така што и така кажам луѓето околу мене. Фала ти. Продолжуваме со легендата на македонската музика. Така да го викат. Кој музички жанр е вашето виновно задоволство, да кажеме, кое што никој не би го очекувал? Се знае, рок музика. Да. Ја не слушам друга музика. Рок Само тоа слушаш? што ќе пеам, ќе го оставам зад мене, да, тоа е македонска музика. Меѓутоа, во мојата кола, нити вау, не можеш да чуеш ништо друго. Само рок музика. Пееш рок наум? Рок, хеви метал, тоа. Heavy metal. Да, Оно. Не. Ќе се качам после колата ги имам што слушаш. Ле, тоа е многу бе наум. Она Punk's Not Dead. Или не? Не, сега, до тука не. Па да се надоврземе на ова прашање, дали може една од вашите најпознати песни, има ли песна да ја испеете ете баш во тој жанр кој што кажавте? Па како не, краток дел. во една група Гевгелиска веќе има снимано во метал верзија баш. Рок. И то многу успешно. Браво, добро, одлично. Што ве инспирира најмногу кога пишувате или избирате песна? Јас не пишувам песни, тоа Борче ги пишува обично. Которчевич имам доста текстописци, али Борче ми е така поблизок, затоа го земам дека се дружиме. Имаме доста песни направено заедно вака од дружења и значи малте не живи песни. Што прво му проаѓа низ глава на комичар кога наместо смеа во публика е непријатен мол? Штурци. Ништо, дашо ме поминал глава. Леле, мора да кажам нешто смешно, мора да кажам нешто смешно, кажам нешто смешно. И така. Ама и така брзо го кажуваш во глава. Во глава, да, брзо. Кој момент од приватниот живот најчесто ти станува материјал за сцена, иако преска
кажа секој момент од приватниот живот. Значи, све што ќе ми се деси, што мислам дека може да заврши на сцена, јас си го запишувам у телефончево, цака и завршува на сцена. Значи да пазиме дека. Значи да пазите моите мајка ми, татко Ја ми па ти колку ми се знакажав се у бекстејдж. колку ми се љутеа мајка ми, татко ми зошто ги слушаш анекдоти од дома? Абе за све бе ги издадов, све што прават дома. Не бе, кажи некој најсмешно, што нака ти е оно. Најсмешна? Да, оно пенал кога ќе пенал. Значи- Што имат направено? Татко ми. Татко ми е легенда. Значи Дончо, голем поздрав до Дончо. Поздрав до Дончо. Да. Радишани. Радишани, Дончо од репрезент, е. Да. И едно са вајле влага кај мене детска сова, да 29 години имам детска сова, ја уште немам врска. Ќе правиме шеги за тоа. Да. Влага и вика кај ми е капчето Скопје. Кој е капче? Вика капчето Скопје. Немаш такво капче бе. Имам бе, вика тетка ми од Канада ми го купи капче, вика СК. Келвин Клайн. Скопје. А ти виде дека Келвин Клайн па си го зема, не? Па нормално. Добро, Скопје, па нормално. Скопје капчето. Добро ти беше, добро. И за крај импровизирај кратка комедија, но на друг македонски дијалект. А он врло прича Ај, добро Валандовски. српском јазику. Валандовски. на Чекај, македонски. како е Валандовски? Не знае, на штипски, знаеш? Па малку така Или говорам. Кумановски, што? О, Кумановски га цепа многу добро. Може да ти збору до долу. Па изцепај ги на Кумановски. Да ти го изцепам ли на Кумановски. Цепи го. Не, знаете што ми беше многу смешно? Во еден бутик влагам и еден девојче негде од Источна Македонија беше, ама збореше на дијалект, ама мешаше и англицизми. И сам као, мале, глеј това што е кјут. Добро, имате, да. Да, што тоа што е Без кјут. трубички, мале, што говориш бе човек? Мале, гледате вашо е кјут. Добро, има логика. Да го купа сајли мощна сел ќе биде. Да, сега имате награди од нашите спонзори, бидејќи бевте одлични во рубриката од девојките од Макс Модот. Чекај, не благодари, треба да поделиш. Да, злато мое. Имате од што е тоа? Од Петроил, да. Нашите спонзори вика сега имате стрес, нели Safe City и ова. Она едноставно решение. Регистрацијата ако ти истечена, на време ќе си го направите и тоа многу едноставно во Петроил, Скопско Ново село. Се на едно место. Брзо, лесно и без стрес, убедливо најповолен технички преглед и брокер кој брзо, лесно ќе ви понуди осигурување за вас и вашето возило и добивате или гратис кафе или ако си сакате гратис литри 10 гориво, зошто да не? Па тоа се Петроил. Сега имате од нашиот спонзор Аджико. Да, Аджико Home Center, дефинитивно најдобрите, со најповолни цени. Клуб цени ги има во Рамстор, во Скопје, Штип, Гевгелија и Куманово. Се за вашиот дом, градина, домаќинство, вртоглави попусти и специјални клуб цени, како што кажав. Аджико го имате на 4 локации, Скопје, Штип, Гевгелија и Куманово, а мене ми е омилен adjiko.mk, бидејќи си базарам од кој град сакам. Моите живеат во Штип, кога сум во Штип најчесто, кога сум дома во Скопје, онака угледан, у телевизија, распартален, знам да си нарачам нешто што ми треба и затоа го сакам Аджико. Земи пари, нашите официјално генерални спонзори кои веќе со години со општествена одговорна компанија и внимаваат на македонската музика и македонските емисии. Земи си пауза, како наша пауза, моментално пауза од разговори, од зафраканци и одмори се многу едноставно. Земи пари на zemipari.mk. Ако те мрзи да идеш до филијалите, ги има во сите градови во Македонија. Многу едноставно, дури неверојатно имаат 0% камата. Значи, кога ви треба пари, сакате без камата, тоа ќе го направите во zemipari.mk или си зимаш од Земипари кој што ги има во големите градови во Македонија. Вака сега. Не, конечно ќе запеем или нешто денеска. Која песна? Ви благодарам многу.
Aj zasvirete mi čalgi, jedna pesna meraklijska, praznik mi je na dušava. Danes plačam za mladosta, praznik mi je na dušava. Danes plačam za mladosta. Svirete mi čalgači, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušava. Danes plačam za mladosta. Svirete mi čalgači, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušava. Danes plačam za mladost. Aj zasvirete mi čalgi, teška pesna kako život, oči suzi da napolna, duša moja da olesna. Oči suzi da napolna, duša moja da olesna. Ajde! Svirete mi čalgači, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušava. Danes plačam za mladosta. Ma svirete mi čalgači, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušava. Danes plačam za mladosta. Praznik mi je na dušava. Danes plačam za mladosta. Златно дете, шпицко убаво. Дека си? Шо правиш? Ништо. Шо ми носиш се? Паплико. А имаш ли некој прашање за мене? А може ли ја претходно нешто да кажат за тебе?
Ти златно дете многу убаво, ми се налути преска. Дали ми се налути право биди искрен? Да. Затоа што ти го Наум Петрески обожаваш. И кога де злато, и кога дојде со родителите, кажа дека Наум го многу сакаше, дека сакаш да испееш рефрен со легендата на македонската музика. Ние тоа го отпеавме, ама го отпеавме со Либеро бенд. Затоа што Наум го болеше грлото. Сега он ки ти напри на тебе чест, ки идеш до него и ки успеете рефренот на Милиц. Дали може заедно и ние ќе ве снимеме. Дали ки ми се одналутиш? Дали ки ме гушнеш сега? Дајте бре вие еден аплауз таму. Ајде се заедно. Ке тебе? Да. Ne me čekaj milice, da stavi otrov na srce. Misle donesi za mene, takva sreća ima me. Jedan bez drug da stari me. Misle donesi za mene, takva sreća ima me. Jedan bez drug da ostari me. Браво. Колку е убаво, дојде овде. Колку е убаво кога се спојуваат различни генерации. Колку е убаво кога се шират вакви емоции. Колку е убаво кога песната е азбука, кога песната е нешто што најчесто ни ги спојува нашите енергии. А тоа вечер го докажа Наум Петрески и газдата на Црво. Уште многу години вака да пеете. И дај Боже да му пееш и на свадбата на Црво Експрес. Тоест на газдата на Црво. Дајте една полуска зборови, затоа што моменти инспирират. А јас вам, драги мои кивиги, тоест ќе ве подсетам, имаме нови. Ќе подсетам тоа што Црво Експрес и во што е најдобар. Во Македонија, Прага, Карлови Вари, Дрезден, Виена. Од 9.4. до 14.4. за само 199 евра. Имате се по повод Великденските празници. Имате хотел со 3 звезди во Прага. Имате 3 ноќевања со појадок. Разлет на Виена. Шопинг во познатиот забавен центар. Ова е Прага, Карлови Вари, се извинувам, Виена. Подоцна, драги мои, Рим го имате од 8.4. до 13.4. Италија. Вечниот град, знаете го кажат за вечна љубов, промотивна понуда, патувај со насмивки и стил со Црво Експрес за само 370 евра. Во Рим 3 ноќевања, посета на Рим, разлет на Рим, посета на Ватикан, посета на Тиволи. crvoexpress.mk. Буквално се што ви треба за без пари, а го шетате светов. И Солун, Паралија, Метеори, Пожар, Лутраки, Воден. 108 евра, 2 ноќевања, посета на големиот Метеор, посета на фабриката за икони, посета на термоминералните извори во Пожар, Лутраки, посета на Воден. Џабе. И ова е тоа што народно кажано и они го имаат као мотор. Патувај со Црво, патувај со стил. Ти благодарам многу, дали ти го направив кефот? Ајде да ме гушне сега ти мене и се гледаме на тебе. Ај, раз да не гушнеш. Да, ево има ти поклони, извини, многу поклони. Да, додека Црво ги дели поклоните од Црво Експрес од неговата фирма, да ги потенцираме и другите спонзори, моите Автовелт, кои што викаат не верувате во приказни, баба го возела, дедо го гаражира, малку километри и така натаме, или гратис патосници. Бегајте од лажни огласи, имајте си работи со вистинските луѓе од доверба. Автовелт ти гарантира одлични и сигурни возила, најважно е до се гаранцијата или од се гаранцијата, плюс ти нуди замена старо за нова и се наоѓаат во кочани и ти обезбедуваат и рати и лизинг ако немате доволно. Зборевме за Джико, се за вашиот дом и пријател на ваше домаќинство, се наоѓа во Штип, Кумано, Гевгелија, Скопје, Рамстор. Мораме да ги потенцираме игротека Томи и Шарго чај. Дали пиете чај? Шарго чаеви? Да. Кинески најубај, тајпај чај. Овие се Шарго чаеви кои што се и многу интересни ко стикер. Зашто стикерчи Да, таму? интересни, да. Да.
Може да си ги земете, да, тоа се шаргочави кои што ги имаме ние. Многу интересно. Многу сега ќе ви подарам за Поготоа дома. јаболко и цимет. Так, многу убав мирис. И игротека Томи заедно со шаргочаеви, тобако Томи, а игротека Томи вика вака, сакаш Трогоден кој ќе се памети, во Томи се спојуваат игрите, забавата, елегантниот амбиент за совршена прослава. Старите се пијат кафенце, младите се забавуваат, сите весели и насмеани. Тобако Томи е во кисела вода, во Скопје и буквално најдоброто место за игротека. Сите се задоволни, и деца и стари. Ресторан Цезарица се наоѓа во Илинден, сите патишта кога сакаш да те водат надвор од Скопје, ресторан Цезарица, најдобрата и највкусната храна. Прито организираат секојдневни забави, музика во живо за викенди, вкусно јадеш и добро се забавуваш. Цезарица е мојот официјален гастро спонзор. Мобилзон. Моите спонзори за мобилна галантерија се извинувам и за мобилни телефони, јас имам iPhone, најновиот и одлично е, не ми кочи, супер е, најповолни цени и исто така имаат старо за ново, сервис на телефони и најдобра галантерија, да не те боли глава, во Штип се наоѓаат во центарот на градот. Местата индустрија Микс Свети Николе, драги мои. Прсти да излежеш од ново, повторно се едни од водечките на македонскиот пазар, местна индустрија Микс Свети Николе, тоест ги има во сите градови и исто така тоа што е ново моментално во Свети Николе, само нешто да не сгрешам јас да кажам, дека имаат современи дизајни широм нашата земја на сите полици и не си игра и купи проверен бренд, а тоа е Микс Свети Николе од 1960 година. Во ова време најчесто треба, бидејќи сме умор, стрес, да, Иван, ке те носам во Магнезиум спа центар во Виница. Мене ке ме однесеше со ти снимаше таму, кажи колку да. убаво. Да. Сите чаевите ги зема, да знаеш, да после. Да не викаш, ја ги зема, се ги зема, Па ете нели да кажа ги послушате. Не, јас ќе ви ги давам и тие, да, и шарго чави. Но спа центар Свети Николе најчесто луѓето бегаат Банско, бегаат Златибор, бегаат Боровец, ние го имаме тоа кај нас светско наше. Прекрасно ја Најубавите бањи бајда Така е, Огромно е, огромно. значи, Термоминерални бањи, кој што кажа, на обогати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода, драги тоа е мои. одлично. Релаксација која не мора да барате надвор Македонија, кој што кажав. Магнезиум соба, Медикал поготово. спа Виница, вашата витална оаза за тело и душа. Кога телото и умот ти бараат, нели, малце да се релаксираш, тоа е во Центро Бизнис, во хотелот имате Медикал Спа енд Центар и Маратос Бас Адвертайзинг, подвижен билборд со мене и со, знаете дека ви има на автобус? Се гледај пензионерите не викаат. Па кажите фала бе, речи браво. Фала бе Миро, фала. Дај за Миро, фала. бе. По. Вам, драги мои, верна публико, ви посакувам исто се најдобро, да ни бидете живи и здрави, тоест да ни бидете живи и здрави, бидејќи без вас немаше ни јас да бидам овде, ни моите на гости, ни да зрачиме на едно недобри телевизија, Алфа телевизија. Ви оставам во полна парја, во полно здравје, до наредната недела се гледаме со нашите нови гости. До тогаш, ве поздравам и сакам да ги поздравим моите спонзори Фокабо и Промо Италија кои што се грижат за мене. Довидување. Се случи се пред 2-3 години, сред летни големи горештини, под сенкала новино пиевме и разлика не правевме. Крвта во жилите ми бриеше, а очите ко звезди светеја и веќе ништо не се биеше. На 300 нешта ни тегнуваше, да речам дали ќе ме разбере. Ту требнав сама да ми прозборе, ми рече не по-грчки да, одирла да. Јас одам Скопје Атина, да ја видам мојата Евгенија. Дирла, јас одам Скопје Атина, само не знам, дал ќе минам граница.
se prepoznavam. Na vesti čekam da znam pozna. Da rečam nebo grčki da. Dirla da. Ajde odime zajedno. Dirla da, ja sodam Skopje Adina. Da ja vidam moja ta Evgenija. Dirla da, ja sodam Skopje Adina. Samo ne znam, da li je mi nam granica. Samo ne znam, da li je mi nam granica.